Јас сум Весна Дамчевска и во наредните 20 минути моја гостинка е Невена Георгиевска од Одва иницијативата. Добре дојдовте, госпожа Георгиевска. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Загадувањето е веќе хронична тема, за жал неубава тема. Веќе не е ни вест дека Скопје е прв, втор, трет, четврти град во свет по загадувањето. Деновиве и Струмица алармираше за големо загадување, загадена и Битола и Тетово, значи повеќе градови во Македонија. Што покажуваат анализите? Од каде е најголемото загадување во државава? Немаме многу анализи, меѓутоа тие што ги имаме, тоа што го покажува загадувањето од повеќе извори и процентот на загаденост од тие извори варира во зависност од годината. Во зимските месеци варира и тоа е негде од 40%, 39, мислам така нешто беше, до 60% од согорување на биомаса. Значи тука се претпоставува дека се домаќинствата, потоа дел иде на индустриското загадување, сообраќајот е исто така застапен, за разлика во летните месеци процентите од загадувањето од сообраќај е поголемо и летните месеци исто така имаме загадување од горење отпади, стрништа, и други работи што се горат на отворено. Ги знаеме тие процеси што се одвиваат нелегално и земјена прашина. Значи, од градилиштата, раскопувања, така да во летните месеци повеќе има загадување од тие извори. Додека за зимскиот период, за жал, според, би ја спомнала една анализа што ја правеше Амбикон лабораторијата во Лисич и во Карпош, според нив се покажа дека загадувањето е од најголемиот процент во зимските месеци од загревањето. Попладнево е закажан протест пред цементара. Активисти бараат, екоактивисти да се отстрани, да се дислоцира фабриката. Меѓутоа, оттаму добиваме неделни редовни извештаи во кои што даваат одговор какво е емитувањето на частичките. Дали може да се верува на тие бројки, дали може нешто да се направи поинаку, дали сметате дека нешто не функционира таму? Довербата на народот е во однос на институциите на многу ниско ниво. И поради тоа, и поради контролите кои се прават со најавување, значи кога има контроли се најавуваат контролите и со право народот се сомнева во однос на резултатите. Меѓутоа, тие резултати се од станици кои ги имаат они поставено, меѓутоа нема поставено сегде станици. Да речеме на надворешно загадување, прашина и други работи не се регистрираат, него само во производниот процес. Значи, ние го поздравуваме и ги поддржуваме сите граѓански иницијативи во однос на заштита на здравјето на луѓето и правото на граѓаните да го изразат својот протест. Меѓутоа, во однос на префрлање на цементарата, сметаме дека тој процес не е реален, бидејќи многу тешко би се извела и загадувањето само ќе го префрлиме на друго место. Тоа не е решение. Според нас сметаме дека треба да се прават редовни контроли, да се испитуваат и филтрите и да се обврзе да се загреваат на газ цементарата, а не петрол, кокс, мислам, не знам, или мазут, што користат, значи во тој процес да го сменат што може да идеме на помалку загадување во однос на реагенсите кои ги користат. Дали оние кои што се залагаше и цементарници едно време доста во јавноста беше тоа нели критикувано, оние состојки како на пример текстил, они кои ги статиоризуваат, па мислам дека се примери во други земји во светот, но дали тука контролата кај нас? Се забрани увоз на отпад за согревање, меѓутоа ние да не забораваме, ние имаме отпад. Значи тоа што сметаат многу граѓани дека само од увоз ни доаѓа отпадот и ако се спречи на некој начин увоз на отпад, се да не забораваме одреден отпад влегува и како реагенс, да речеме старо железо, и тоа не може да се забрани бидејќи одредени индустријски капацитети работат на тоа.
Меѓутоа, процесот треба да биде строго контролиран и проверуван. Значи, дали функционира така како што треба. И доколку функционира како што треба, постои загадување, меѓутоа тоа загадување би требало да биде во одредени граници каде што може да се толерира. И таквите индустрии, што и да се прават, треба да се прават понатака во насока на тоа да не бидат во населени места и да не загадуваат. Сега, она што сме го затекнале сега во моментов, треба да наоѓаме онакви решенија што се наједноставни, најбрзи и да имаме едноставно стратегија како да работиме. Ако не работиме добро, да речеме што и да преземеме, тоа треба да се контролира на одредени временски рокови и доколку тоа не е во ред тој пристап, треба да се смени и да се проба друг пристап. Така да речеме, се спомнуваат овие индустријскиве капацитети кои горе-долу имаат таа интегрирана или дозволи за согласување со интегрирана дозвола, Б капацитети помали, меѓутоа што правиме со оние мали загадувачи кои немаат никаква контрола. Значи, постојат многу такви кои буквално не се регулирани, да не зборам диви отпади, автосервиси кои согоруваат може и некое масло како што се збори. Мислам дека и тие, иако се мали, во број не се занемарливо и не е занемарливо. Таму општината така треба да ги контролира. Да, треба општината. А колку имаат полни инспектори и сето тоа? Тоа е сосема друго прашање. Значи, тие што се со Б интегрирана дозвола се под контрола на локалната самоуправа, меѓутоа тие што немаат ни дозволи, што не знаат што работиме. И тука мислам кој ќе се види тоа загадување од индустријата, индустријските капацитети и да не ги заборавам и јавните објекти. Има многу јавни објекти кои треба да се префрлат на газ или да речеме или топлотни пумпи, да се одбере што е најсоодветно за одредени јавни институции и да се пренасочи грењето или на струја каде што е можно. Затоа зашто не е дозволиво да имаме толку време, ние веќе со години апелиравме и дававме точно кои јавни институции треба да сменат грење, да речеме за гинекологија Чаир, неколку години постоеше притисок додека се смени нешто. Мислам, срамно е за еден објект да буквално да се натегаме. Тоа треба во една година да се направи план и да се види година-две колку може да се смени грењето. Ги споменавте А и Б интегрираната дозвола за големите и за помалите компании. Во Закон за контрола на индустријски емисии, што сега се донесе, се споменува дека издадените овие дозволи не се во согласност со европската регулатива, што значи дека колку и да мислиме дека е се во ред, не е таму баш така. Даден е некој преоден рок. Очекувате ли нешто да се смени и да се направи како што треба и согласно европска регулатива и дали тоа ќе влие на намалување на загадувањето? Значи, секако дека ќе влие во насока на тоа ако имаме добра регулатива, меѓутоа ако и таа регулатива се имплементира доследно на терен. Значи, едно е да имаме добро напишани закони, а во стварност да не се применува тоа. Во однос на овој закон за индустријски емисии долго време се чекаше додека се донесе и се донесе така пак некако пред избори. И тука е загрижувачко тој дел каде што процесите им се дава, процесите и суровините кои се користат се ставаат да речем во еден ред и со дизајнот на зграда и како и да доаѓаше во тој ставот. Да вика, значи информациите околу како информации со ограничен пристап, доколку таквите информации се достават како посебен дел од барањето за интегрираната еколошка дозвола и се јасно назначени како деловна тајна. Значи, ако корисникот, тоест имплементаторот на интегрираната еколошка дозвола, ако побаре одредени и субстанции, и процеси да се декларираат како деловна тајна, тоа е дозволено сега и тука сметам дека е направена грешка, затоа дали грешка, дали намерно или не. Затоа зашто доколку нема потреба, доколку работат добро
И докато процесот е така како што треба, нема потреба од деловна тајна. Самите капацитети треба тие податоци да ги ставаат видливи за граѓаните и да бидат транспарентни во насока на тоа да докажат дека работат со процес кој не загадува. Веќе кога ќе се стават вакви категории, веднаш се отвара сомнеш. Сега разбирам дека ова е направено во насока на конкуренција, да не се знае точно како иде процесот, меѓутоа тука мислам дека е така ставено да и други работи што би влијаеле на загадувањето одат како деловна тајна. Дали има доволно воопшто мерни станици? Дали доволно различити субстанци при емисии се испитуваат? Значи, имаме мерни станици кои се овие државните, што ги викаме мерни станици, што се под контрола на Министерството за животна средина. И тоа морам да нагласам, кај нив загадувањето се мери средна вредност од 1 час загадување. Додека оние другите станици, повеќето што ги гледам и на апликациите, се така наречени аматерски станици. Тие треба да покажат индикативно, значи добро е таквите кога се повеќе да не насочат точно каде е изворот. Ке нив е мерењето моментално. Така да некогаш граѓаните се збунети кога вредностите се различни, тоа е поради тоа. Ако, да речеме, имаме нагло ветер, овие први ќе паднат вредностите, па потоа ќе се гледаат и кај поголемите станици. Дали едно е прашањето, значи станиците не ги мерат сите полутанти. Некои станици немаат ни за 2.5 PM честички. Не се мерат, скоро во никој има одредени параметри, мислам дека 5 до 7 беа полутанти на станициве, меѓутоа има многу диоксини, фурани, ред други гасови штетни кои ги дишеме, ги осеќаме, а не се покажуваат на станиците. Посебно летно време. Значи се осеќа некој мирис на запалена гума, на железо, меѓутоа тоа станиците не се во граници, некогаш покажуваат, да речеме, ако има согрување и друго како во ниво на PM 2.5 ќе покажат, меѓутоа некогаш и кога има мирис, станиците не ги регистрираат баш поради тоа зашто не се мерат такви соединенија на станиците. Ќе се вратам пак малку на цементара Усија. Рековте таму дека се нивни фактички мерните единици. Да. Дали има околу некаде блиску вакви државни станици каде што блиску до цементара? Не знам точно кисела вода каде е станицата, мислам дека не е блиску до Усија, има неколку аматерски станици. Така да едно од барањата на неколку граѓански иницијативи беше и да се постави како прстен околу. Пред се да се види загадувањето што доаѓа и од другите фактори, не само од производниот процес. Веќе нешто и ве нафрливме, потреба од повеќе мерни станици, потреба од повеќе мерење на загадувачи, честички. Меѓутоа, кога би можеле да дефинираме на краткорочен и на среднорочен рок? Накратко, што би требало да се направи за да се намали загадувањето? Значи, тоа што го пишавме и ние сега во последниот пост, значи толку години поминати се во тоа што ние тврдиме дека загадувањето не се решава преку ноќ и дека треба да се направи план, дека треба долгорочни, краткорочни и ништо не се презема околу тоа. Ние имаме мерки само кои ќе дојде до алармантно загадување и тие мерки не се мерки, тоа се препораки. Значи, не може да се намали загадувањето во рок од ден-два. Можеме да го блажиме, меѓутоа во овие граници како што имаме ние загадување, точно е дека не може преку ноќ да се реши, меѓутоа може за година-две, па еве максимум да речеме 5, бидејќи постојат градови со многу повеќе жители што го имаат тоа остварено. Нас ни поминаа 10-15 години во кажување дека треба нешто да направиме и ништо не правиме, така да прво би рекла дека мора да се направи стратегија, национална стратегија во однос на тоа како ќе се справуваме и точно во кои области што е поголемиот дел од загадувањето и како да се насочиме понатаму. Конкретно за Скопје ќе зборам. За Скопје ние дадовме минатата година препораки до град, барање до град Скопје, советниците да ги изгласат. Тука ни давме на дека одредени мерки не можат да се применат бидејќи постојат
одредени законски пречки. Така да дојде до тоа дека тие треба да се имплементираат во законите, меѓутоа еве тие закони што треба да допринесат да одиме во насока нешто да се избориме, да имаме одредени мерки кои ќе делуваат, не се донесени. Така да мораат и централната власт и државата да седнат и да направат една стратегија на долгорочен план. Ние предлагавме мерки и пилот програми да се направат, бидејќи имаме голем дел од овие домаќинства кои се греат. Тоа се повеќето социјално загрозени граѓани, да речеме повеќето кои не греат дрво, да речеме, некои греат дрво. Меѓутоа греат буквално што ќе најдат и по контейнери. И тука има огромно загадување, првенствено за нив. Така да во насока на тоа предлагаме да се постават различни филтри. Ние имаме сознание за некои кои не беа скапи, сега не знаеме која цена е последната, меѓутоа би можело едно домаќинство просечно да си дозволи еден таков филтер, додеку имаат ситуацијата им е финансиски послаба, tukаш е државата да реагира и да се види, да речеме, на одредена област, да се мери претходно и после, да се види колку се намалува загадувањето. А ако има резултати, тоа да се примени на поголеми области. Ние се имаме мерки, овие со инвертори, меѓутоа тие се даваат, не е тоа со план, да речеме, одреден дел, па да видиме колку тоа влие и колкаво е тоа намалувањето. Друга насока, треба да им гарантираме и на граѓаните одредена алтернатива, да речеме доколку треба негде кај што нема и дрвата да бидат субвенционирани, меѓутоа суви дрва, не оние влажни или било што да горат. Исто така во однос на индустријските капацитети, тука треба одредени рокови да им се даде, да речеме година дена, затоа и потребно ова да се направи претходно, пред да дојдат грените сезони или година две да им се даде во насока, бидејќи требаат тендери за пренамена на затоплувањето, така да со рокови од 1 до максимум 2 години, за да можат овие процеси да се устогласат во самите капацитети во зависност од нивната големина. И другото беше во однос на сообраќајот. Значи, законот за возилата кои што треба да ги категоризираме во однос на тоа колку загадуваат, уште ништо не е направено по таа насока и нашиот предлог е во време кога има големо загадување, оние возила кои не имаат таа еколошка налепница зелена, кои не ги имаат тие параметри, треба да се исклучат од сообраќај. Значи, сакам последно да ве прашам, ама и ве на некој начин ми одговоривте, сте за субвенционирање на некои инвертори, сте за субвенционирање на некои филтери, меѓутоа сето тоа да биде да се испита како... Точно да речеме, каде што нема можности, каде што луѓето се греат на, да речеме, во близина има топловодна мрежа. Значи, тука би требало да се, на некој начин, да се стимулираат граѓаните да се приклучат и на парно гледање. Или за гасот е тоа исто така, можам да го кажам понатака. Доколку ние граѓани немаат, пошто се греат на дрва и немаат по инаков начин. Тука треба субвенционирање за инвертори, онаму каде што не може, да речеме, нешто од ова, да, меѓутоа тоа да биде контролирано, да се види дали во тој дел колку се дадени субвенции, дали има резултат, треба да се направат мерењи. Не само дадовме инвертори субвенции, сега се намалува загадувањето. Кога немаш резултати, очигледно процесот на субвенционирање треба нешто да се смени. Да биде во насока да има мерливи резултати. За касот само да спомнам дека тоа што се спомнуваш исто гасификација на домовите, значи има градови, ве Струмица, ја спомнавте, Куманово има газ, меѓутоа многу е голема инвестиција домаќинствата да се пренаменат на газ. Значи самите елементи купување дома носат огромни трошкови, затоа немаме, иако имаме газ, многу, не верувам, значи не знам каков е процентот што воопшто има домаќинства кои се... Во Струмица? Да, претежно е за индустријските, меѓутоа кога веќе го имаме газот, треба да се иде во насока, нели, и домаќинства да се приклучат, меѓутоа во однос на овие цени. И гасификацијата ни е болна тема. Таа се ветуваше во Скопје, нели, да биде поголем дел гасифициран, веројатно тогаш ќе беше приказната поинаку, ако се тоа направиш и субвенционираш.
На крај еве стигнавме до заклучок, односно до некои податоци, ако имате, или сознанија. Колку вкупно за се ова што зборуваме има економски и здравствени последици врз населението? Две клучни работи. Јас, еве, бидејќи не сум економист, меѓутоа јасно ни е на секој како граѓани колку носи едно разболување, колку какави трошкови. Не дај Боже кога доаѓаме до оние сериозни заболувања како канцер. Значи трошковите и на државата и на самите семејства се огромни. Тука спаѓаат и трошкови на работно способни луѓе што не доаѓаат на работа, боледувањето кои ги исплаќа државата. Голем дел од лечењето се со скапи лекови кои исто така ги плаќа државата. Така да финансиски и економски огромна е штетата која доаѓа со загадувањето и последиците кои ги носи загадувањето. Јас најдов еден податок дека во Северна Македонија процентната економска загуба од смртноста поврзана со загадување од воздухот изнесува приближно 500 до 900 милиони долари годишно, односно од околу 5,2 до 8,5 од БДП-то. Главно поради предвремена смрт и боледување. Ова мислам дека од Светска банка извештајот. Така да, едноставно кога имаме такви економски параметри, не е јасно зашто до сега ова прашање не е ставено буквално на најприоритетните што треба да се решава. Се работи за едноставно економски загуби, и финансиски, да, и болести и човечки животи во крајна линија. Точно, и се зборувам и за болести, меѓутоа не се сретнуваат некои, меѓутоа има и сознание дека влие и на плодноста. Така да буквално во насока на тоа како држава ова треба да биде едно од најприоритетните и прашање од стратегиско значење. Значи мора подитно да се направат планови и стратегии без разлика на политика, значи не треба тука да се вклучуваат политички поени. Сите граѓански иницијативи, стручњаци, партии, сите заедно да се вклучиме во еден процес, да се направи еден ваков план и она што е наједноставно да го почнеме уште, што се вика, уште денеска. А не да го одлагаме сега кој ќе заврши ова состојбава со загадувањето, се забораваат работите. До следната година и така се ветува нешто што понатака буквално не го не исполнуваат. И така да се вртиме во круг со дадени субвенции, засадени дрва и такви некои мерки што се реда ради, да. Госпоѓа Ѓеоргиевска, ви благодарам што бевте денеска со нас, а на моите слушатели и гледачи им посакувам што е можно помалку да влие ова загадување на нив.